začna vo utrovata. Emanuel, so na sebo, sin mi se dade spasitelom. Našite oči se otvoreni, Bože, sada te gleda tebe. Našite uši se otvoreni, Hriste, sada te sluša tebe. Našite usni se otvoreni, Oče, sada zbog. Hvala ti, Gospod Isuse Hriste. No da li го имаш клучот од твоето срце кај тебе или си му го дал на оној што го владе овој свет, кнезот на лагата, татко на лагата, убиецот од почетокот, паднатиот Сатана и неговите ангели, демони и сите ние кои сме на земјата, бидејќи на земјата има две тела, тело Христово, тие што се вистински предадени на Исус, не декларативно, само зборовно, обредно или во мисла. Господ не гледа на лице, иако сме по Божиот образ туку на срце. Одиме мудрост Сирахова 18 глава, Божиото величие. Слава ти, Господ Исусе Христе. Се создал оној кој живее вечно. И тебе те создаде. Да не мислиш дека си самиот собственик на себе си по извесен период, имаш сила, одредено време, имаш милост, време за милост да си го познаеш времето. И потоа ќе разбереш дека силата не од тебе, секојдневно умираат луѓето со овој COVID-19 демони. Сите оние што го немаат печатот на Исус ќе бидат мачени. Ако правите делопоклонство кон ковидот и се плашите, вие ќе умирате. Ако повикате кон Исус, знаме луѓе кои немаат многу, кои не се кој знае колку, но рече Господ ќе ме исцели, се исцелуваат. Господ е праведен. Само Господ е праведен. Само Господ е праведен. Со делата негови сме оправдани, се разбира. Оправдани сме во неговата правда ако живееме. Ако живееме во својата правда, не сме оправдани. Да не сме праведник кој греши, како што вели еден проповедник, за да ја оправда доктрината на неговата заедница. Никому не му дал делата негови да ги објаснува. И ти сега ќе ми објаснуваш, ти си праведник, тој му вели, јас сум грешен, му вика, не си грешен, праведник си во Исус. И сега нова категорија, праведник кој греши. О неразбрани деноминации, о неразбрани галатјани, кој може неговите дела да ги испитува? Видете, ако вас не ве води духот, вие зборувате од себе. Вие барате својата слава и тоа е телесно христијанство, поделена заедница. И вие живеете во пораз. Кој може на величието негово да ја измери силата? Слава ти, Господ Исусе Христе. Кој може неговите милости, време на милост имаме на земјата, да ги искаже? Он е многу милостив, долго трпелив, оди за загубената овца додека не ја најде, ја дава душата своја за браќата, за овците, и целиот Израел ќе се спаси. Па кој е Израел? Па тој што има завет со Бог. Се додека не повикаш, блажен е оној кој доаѓа во името Господово. Неможно е да се намалат, неможно е да се зголемат, никој не може да ги испита чудесните дела Божји. Слава ти, Господе Исусе Христе, зборувај денеска низ мене. Твојата волја нека се случува во овие слова. Ти действувај, ти зборувај, ти допри сите оние срца. Отвори го срцето на тие што ќе ги отворат срцата. Да се вселиш во нив, да се вселам во не, и на крај вели го отвори в срцето, ти се всели во него, и јас се родив одново. Слава ти, Господе Исусе Христе, бегај од нас Сатана во името Исусово. Амин. Кога човекот помисли дека нешто завршил, помисли, тоа е само почеток.
а штом престане, збунете како и секогаш. Се додека не ја најде, се додека не кажеш блажен е оној кој доаѓа во името Господово. Што е човекот? И зошто е? Мудрост Сирахова 18 глава. Што е неговото добро? Што е добро во човекот, а што е зло? Добро е кога Исус ќе дојде, ќе те научи да го победуваш злото со добро. Без Исус нема добро. Без Исус нема добро. Деновите на човекот се многу, ако се 100 години. Бргу поминува животот, ќе изгубиш силата, умираат луѓето и се шокираат. Како умре, зошто умре? Зошто се шокирате? Па дали знаете дека ние заминуваме, овде сме кратко време, горе адреса безброј, небесно царство безброј, кај мојот татко небесен има вечен живот, но треба да научите да љубите, да се покорите. А според вечноста, тие се како капка вода или песок во морето, деновите на човекот. Затоа спрема луѓето Господ е долго трпелив, ги обсипува со своите милост. Имаш време на милост, па повторно одиш на прочистување. Па имаш ново небо и нова земја. Зошто има ново небо и нова земја? За да можат некои други, кои ќе созреат, како тебе, да повикаат Исусе, благословен е оној кој доаѓа во името Господово. Он гледа и знае колку е беден нивниот крај. Бедно умираат луѓето без Исус. Немаат верба. Затоа толку многу им простува. Зошто во протестантските Библии има 37 глави по Стариот Завет, а во католичката и во православната 50. Кој ги исфрлил тие 13 глави? Те сакам, Господ Исусе Христе. Значи, неможно е да се намалат, да се зголемат чудесните дела Божии. Па кој ги исфрлил? Па ти, без Исус. Сатанскиот дел. Милоста на човекот е само спрема неговиот ближен. Исус вели, милост сакам. Милост, а не жртви. Милоста Божја е за се. Милоста на човекот е само кон тој блискиот што го сакаш. Децата на соседот не те интересираат што тој умира таму. Па кога ќе дојдеш во Исус, ќе те боли што умира било кој, што нема верба, што го нема Исус, зашто си дел од тоа тело, зашто ние сме создадени од Него. И ти е жал за браќата што се завладеани од сатаната и што ќе завршат во дното на пеколот за секогаш, се додека не дојде оној ќе каже блажен е оној што доаѓа во името Господово. Господ прекорува, вразумува, поучува, обрнува како пастирот стадото свое и оди за загубената овца додека не ја најде. 18:13 Мудрост Сирахова. Милостив е спрема оние што се вразумуваат. Милостив е спрема оние, те сакам, Господ Исусе Христе, што се вразумуваат и спрема оние кои ревносно се враќаат кон законот Негов. Татко, погрешив пред Тебе и пред небото. Дојди во моето срце и помогни ми. Го отворам срцето, ти се всели во него, и ја се родив одново и полна радост во се што доаѓа. Синко, добрите дела твои не врши ги со прекор. Подароците твои со навредливи зборови. Ќе правам се овој мрмориш, ќе изгинеш како израелците во пустината. 40 години поминуваш во пустината, можеш за неколку дена да дојдеш во ветената земја, да се насели Исус, Царството Божие да дојде во твоето срце. Милостив е спрема оние што се вразумуваат и спрема оние кои ревносно се враќаат. Дали се враќаш, дали го бараш Царството Божјо, си се врзал за земјата за тоа што го имаш. Не собирајте богатство на земјата, каде што ги јаде молецот и рѓата и каде што кратците ги подкопуваат и крадат, крадецот твојот сатана. Росата нели ја освежува жегата
поскапоцен е зборот од самото дело. Знаете, добриот збор, имаме ни една поговорка, железна порта отвара на твоето срце. Благословувајте ги оние што ве колнат. Дали ги благословуваш оние што те колнат? Молете се за оние што ве навредуваат и гонат. Нели е зборот подобар од добар дар? Добродетелен човек, добродетелен, има и едно и друго. Има, например, луѓе кои не се во Исус. Гледаш дека прави добро. Таткото небесен гледа во неговото срце и тој тера. Тој ќе дојде до некаде. Знаете, ние го имаме, тој сме го кажувал. Беше човек од Шаман, ми го раскажува човек од Америка, македонец. Умира, го вика жената додека вика брза помош, сосед. И он седи со шаманот. Шаманот нема поима за Исус. И умира во негови раце. Го држи за раката и испушта раката. Последните зборови на шаманот се: Исусе, прости ми. Значи му се покажал. Ме разбирате или не ме разбирате? Промисли пред да проговориш. Грижи се за себе пред да се разбориш. Па по зборовите твои ќе добиеш, зборуваш вака, и тоа му се случува на братот во заедницата. Земал цитира, мислиш кој знае што прави, дома му е хаос. Такви цитатори протестантски стил ги нарекувам. Знаете колку има? А дома му е хаос. Не може да го реши проблемот со најблиските. Му се поклонува на сатаната, на ликот на зверот. И тоа што го зборувате, тоа ќе ви го дадам. Христијанин, човек кој е во Исус, добро ќе научи да молчи во присуство на Бог и да му дозволи на Исус да зборува. Глупавиот немилосрдно прекорува, овој вака, овој така, и после него му се случува тоа. И после фаќа ковид, после тоа што го зборуваше за другите, му се случува нему во неговото семејство. И тој самиот ќе го научи. Ако му кажам, јас ќе се налути. Ако Исус ми даде, ќе му кажам. Дарот на завидливиот, очите ги суши. Зато вели, Бог го љуби оној што од срце дава. И сега, дали треба да давате 10 или не? Луѓе, собирајте богатство на небесата. Што работиш ти со твојот имот? За Царството Божие. Дали служи нешто? Јас целиот имот, се што ми оставиле родителите, го предавам во Исусова собственост и тој служи. Служи за Исуса. Инаку е безцелно сето тоа. Ќе пропадне. Камен на камен не ќе остане, вели Исус. Те сакам, Господ Исусе Христе. Промисли пред да говориш, 19 стих 18 глава, мудрост Сирахова. Грижи се за себе пред да се разболиш, па по зборовите ќе го добиеш тоа што треба. Размисли што зборуваш и што мислиш. Размисли, Исус треба да биде во мислите твои. Слава ти, Господе Исусе Христе, ти си цар на се. Исус е мојот Господ и Спасител. Амин до Божиот Царство Небесно. Бегај од нас, Сатано, во името Исусово. Го врзувам сатаната и сите демони на мисли кои се влезени во луѓето што не веруваат. Го кршам заветот на сатаната. Крвта Исусова е свето положувам врз сите оние што ќе речат: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Сам испитувај се пред да ти судат. И луѓето крадат, мислат ќе побегнат. После гледаш децата се мачат, овкаат, лелекаат и ти сега се молиш за нив, положуваш раце. Затоа не положувам раце пребргу. Чекам водство од Духот. Сам испитувај се пред да ти судат, во часот на посетата Божја ќе бидеш помилуван. Сам знаеш дека не си добар. Знам. Видете, ти си создаден. Главата е Исус. Ти мислиш со своја глава, не, тоа е сатанската глава. Сето она што сакаш да го правиш, да владееш, да крадеш, да лажеш, да силуваш, да убиваш, да бидеш над другите, да мразиш, да завидуваш. Тоа се сатански мисли. Ти немаш своји мисли. Имаш избор, или Исусовите мисли, или твоите, тоа е сатанското. Те сакам, Господ Исусе Христе. Дали имаш доволно љубов да ги љубиш сите? Зошто немаш доволно љубов да го љубиш соседот кој вика по тебе? Те сакам, Господ Исусе Христе. Сам испитувај се пред да ти судат. 20 стих 18 глава Сирахова. Пред да ти судат, во часот на посетата Божја ќе бидеш помилуван. Па знам дека ми доаѓаат мисли. Кога ми доаѓа мисла, ако не ја бркам, до овде имам помаврал минатиот пат. Имавме некоја кавга со една група таму. И веднаш им прости. Ама мислата ми остана, она вака прави, она прави вака, она прави вака, она прави вака, он прави вака. И
чукам доле, чукам, наместо да ја избркам мислата, ја оставив, ми седи овде и ме клука. Се удрив со чеканот, прстот ми отече, сега ми помина. И тогаш рекол, бега од мене Сатано, надвор сите мисли што не се од Исус и крај. Простувам. Глупавиот немилосердно прекорува. Смири се пред да се разболиш. Ке се занесеш, ке викаш, ке судуваш и ке се разболиш. А кога си сгрешил, покај се. И одеднаш добиваш корона, па го немаш печатот на Исус на челото. Размисли што зборуваш, што мислиш. Не судете. Не точка судете. Не судете за да не бидете судени. Ништо да не ти пречи заветот да го исполниш на време. Кој завет? Люби го својот ближен како себе си. Не одлагај пред самата смрт да се оправдаш. Кога си сгрешил, покај се. Кога ќе се разболиш, покај се. Па да ги исцелам со срцето да разберат. Пред да почнеш да се молиш, приготви се. Не биди како човек кој Господа го искушува. Влези во својата скришна соба и чекај водство. Мисли на гневот во смртниот час и на часот на одмаздата кога Бог лицето свое го свртува. Сите тие дела што си ги правил, имаш доволно време на милост да ги покаеш пред Исуса, да речеш Исусе, ги оставам на крстот, се облекувам во Исус и не греши повеќе. Стани и оди и не греши повеќе. Верата твоја те спаси. Во време на изобилие помисли и на глад, во време кога си богат на сиромаштија и немаштија. Доаѓам овде во Маврово, нема луѓе. Имам доволно време да влезам во својата скришна соба. По 1-2 дена влегувам комплетно во духот. Не ми се враќа во земниот свет. Но, апостол Павле вели, јас би сакал да умрам, да си заминам во Царството Божие, но подобро е за вас да останам. Никој не го знае денот на смрт, немаш власти над смртта, над заминувањето. Бог ги одредил деновите. И јас ке живеам колку што тој сака и ќе бидам здрав и исцелен и нема да одам на лекар и нема да стареам. Зашто Христов слуга не старее. Тие во староста се плодни и помазани. Старецот умира како момче. Од утро до вечер времето се менува, пред Господа се брзо одминува. Мудриот човек во се предпазлив ќе биде. Во деновите на гревови од безгрижност ќе се пази. Ние сме во денови на гревови. Во Македонија се растура името, знамето, идентитетот, полот, верата. Ти забранува. Сака да ти стави чипови, белегот, жигот на зверот, на раката или во челото. Тоа е времето на греот. Деновите на греот. Немој во безгрижност, пази се и внимавај. Исусе, дај ми сила да издржам. Секој што е разумен, мудроста ја препознава. Ќе го почитува оно што е придобил. Оние што ги сваќаат мудрите зборови и сами стануваат мудри, па и другите со мудроста ги обсипуваат. Ако некому му недостасува мудрост, нека ја бара од Бога. Во Јаков. Не оди по твоите страсти, скратувај ги твоите грешни желби. Ако ги задоволиш грешните желби на својата душа, ќе те направи за подбив пред твоите непријатели. Сакам, мислам и чувствувам. Во раскошен живот не барај радост. Не приврзувај се за гозби срамни, радост во светиот дух. Гледај да не осиромашиш гостејки се со позајмени пари, кога ништо немаш во твоето кесе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Христосе. Ти благодарам. Каков однос имаш со Исус Христос и Таткото Небесен? Тоа е добро прашање. Каков однос имаш со Исус Христос и Таткото Небесен? Пријател Божји? Имаш страв? Роднинска врска имаш? Имаш доверба и верба? Дали Словото Божјо е вистина и е живо и е поостро од секаков меч во твоето срце? Дали имаш вера Божја, доверба во Него? Верба, што значи да бидеш новороден? Па тоа значи стариот ти да го оставиш таму, да умре. На едно место се вели, во Исусовата смрт сме крстени. Христијанин живее
Исто како и порано. Си осудува, малку си глуми. Варосани гробови има, а внатре полни со смрт, со трулеш. Мора првин да умреш ти, телесниот човек, да се распламти духот во тебе. Духовниот човек, внатрешниот човек да се отвори. Застани пред таткото и барај: татко мој, оче, јас знам дека имам татко и не викам Господи, оче, татко, кажи ми што да направам. Погрешив пред тебе и пред небото. И барај што? Барај од таткото словото да ти оживее во срцето. Колку време мислиш на Исус во текот на денот, ти текнува. И немам, знаеш, имаме такви случаи, имат работа, не доаѓа, еднаш неделно не доаѓа, еднаш месечно, 2 месеца, 3 месеца не доаѓа. Светот го врзал, се поклонил на ликот на зверот без разлика што е тоа, работа, деца, жена, семејство. Го бараш ли Царството Божјо? Дали познавате некој христијанин што сака да умре и да замине горе? Сите се држат за земјата, за душата своја. Работиш ли за него или за себе? Дали овој имот служи за тебе, дали треба да даваш 10-ток, 100-ток? Па не треба ако мислиш дека не треба. Што работиш ти за Царството Божјо? Работиш ли за него? Како Словото да оживее во твоето срце? Тоа е битен момент. Мораш да му дозволиш на Исус да ја оставиш својата волја. Таа не е твоја, таа е сатанска. Како да останеш во Словото? Да бидеш вистински негов ученик. Па како постапува Исус, така постапуваш. Дали постапуваш ти како што постапува Исус или си постапуваш ти како што мислиш? Постапува. Слава ти Господ Исусе Христе. Како да станеш едно со Него? Близок ли си со Него? Го молиш ли? Исусе, те сакам. Го љубиш ли? Петре, ме љубиш ли? Ги пасеш ли јагненцата мои? Те љубам, Господи. Паси ги јагненцата, паси го стадото. Има ли граница меѓу тебе и Него, и Исус, или сте едно, заедно? Тоа те одредува дали си христијанин. И понатаму, без вера не е можно да му се угоди на Бога, на Отецот. Спротиставете се со тврда вера кон сатаната. Се е можно за оној кој верува. Вера, да веруваш во тоа што се уште не го гледаш. Вера е исчекор од телесниот човек во духовниот, во Син Божји, да те води Духот Божји. Имајте Божја вера, Исусова вера. И тогаш и велиш на планината со вера на синапово зрно: стани, фрли се ово морето, планино зло од Македонија, од мојот живот, од нашата заедница. И не се посомневаш. Ќе стане планината и ќе се фрли. Кој се сомнева во тебе? Ти кој си во Исус или ти кој си без Исус? Кој си ти без Исус е добро прашање. Дел си на сатанското, на телесното ткиво. Вера, невера. Сомнеш, сатански дел во тебе, кој не си го предал на Исуса Христа. Ние, вика, оставивме се, му велат, и врвиме по тебе, малку е студено. А потоа му велат да седнеме од десната страна. Не си оставил се, не си ги оставил своите желби. Кој се сомнема, нема ништо да добие, како бран врз брегот во Јаков. Бран во брегот. Вера е исчекор во духот, духовен човек. Не плаши се, само верувај, нема да ве оставам сами. Една од песните, не плаши се, само верувај. Што слезе? Верата твоја те спаси. Ама имаш ли вера? Нека ти биде според верата. Сега се молиме за една сестра во Америка, има ковид.
И постојано велам, јави се да се молиме, јави се и ги цитирам овие, стани и оди, здрава си, стани, верата твоја те спаси. Нека ти биде според верата. Дај му го срцето на Исус, веднаш ќе исцелиш. Еве ти го срцето. Дај му ја душата, па таа е негова. Ама ти треба да избереш по сопствена волја. Нека ти биде според верата. И така ќе биде. Ќе најде ли вера? Кога ќе дојде Исус, луѓето веруваат во се и се што, во доктори, во лекари, во исцелувања, во разни христијани. Вера и невера, верник без вера. Каков е тој верник? Неверник, верно верен, Исусе вистинити верен. Имајте вера Исусова. Марко 11:23. Слава ти Господи Исусе Христе. Те сакам, Исусе, проверете дали е така. Испитувајте ги духовите. Се создал оној кој живее вечно. Само Господ е праведен. Нема ниеден праведен, нема кој да го бара Бога во Новиот Завет. Кој може неговите дела да ги испитува? Неможно е да се намалат, ниту можно да се зголемат. Зашто во Стариот Завет, кај една деноминација има 37, кај другите 50 глави. Кој ги намалил? Затоа спрема луѓето Господ е долго трпелив, ги обсипува со своите милости. Он знае колку е беден нивниот крај, кога ќе изгубиш сила. Затоа толку многу им простува. Значи, дно на океан, на некоја дупка, на некој ѓол во вода, парчиња души одат во визија. Погледнав горе, црни, темни, свесни за себе, а немаат сила. Не можам да го објаснам, се стресов. И илјадници години горе светлината Исусова. А тие се тука. Чекаат да добијат ново небо и нова земја. Слава ти Господ. Господ прекорува, вразумува, поучува, обрнува. Како пастирот стадото свое. Промисли пред да проговориш, грижи се за себе пред да се разболиш. 18 глава Сирахова. Смири се пред да се разболиш, пред да почнеш да се молиш, приготви се. Не биди човек кој Господ го искушува. Знаеш за Исуса осудуваш. Па, синко, Исус никого не осуди, рече, прости им, татко, не знаат кој прават. Не оди по твоите страсти, скратувај ги твоите грешни желби. Во раскошен живот не барај радост. Те сакам, Господи Исусе Христе. Во името на Господи Исус Христос исцелување за сите оние кои ќе речат, Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Твојот мир го примам, простувам на сите, простувам. Никого не осудувам, ти си судијата. Се покајувам за секој грев. Дојди во моето срце, ти предавам се што имам, срцево, душава. Стариот човек го оставам, научи ме да ги љубам сите. Го барам Царството Божие, прифаќам Твојата волја. Амин. Колку време од денот размислуваш на Исус? И дали работиш за Царството Божие? Се важни одредници. Си работиш за себе си, си ја сакаш душата, ќе ја загубиш. Кој ќе ја даде душата своја, ќе ја зачува. Кој ќе ја зачува душата своја, ќе ја загуби. Треба да се вратиш во Царството Божие. Овој свет е кини се ни заминува. Те сакам, Господи Исусе Христе. Вие не може повеќе да умрете, вели Исус. Слава ти, Исусе. Мирот Исусов во секое срце. Амин. До Божио Царство Небесно. Сила небесна слезе оздора, девица зачна во утробата. Емануел, со нас е Бог, син ни се даде, спасителот. Нашите очи се отворени, Боже, за да те гледат Тебе. Нашите уши се отворени,